Те вие на кадар. Да, се враќаме во студиото. Навистина, верувам дека ова ќе биде уште еден инспиративен разговор за денешната емисија, во кој што ќе се осврнеме на убавата насмевка, која што денеска е многу повеќе од естетика. Таа е символ на здравје, самодоверба и квалитет на живот. Но како истата да ја постигнеме и колку современата естетска стоматологија практично ги менува животите на пациентите, кои се најновите методи и технологии, ќе поразговараме со мојата денешна гостинка, доктор Даниела Михајловска, специјалист ортодонт и сертифициран анти-ејджинг доктор. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден, чест и задоволство сум што сум повторно кај вас. И се надевам дека овие летни третмани ќе ги доловиме на нашите пациенти. Так, докторка, реков на самиот почеток, убавата насмевка денеска е повеќе од естетика. Тоа е еден, да речеме, практично начин на живот, на представување на себе си, сега нели во ова брзо темпо на живење и современо живење. Практично сите сакаме да на крајот од денот да се погледнеме во огледало и да видиме една најубава верзија од себе. Колку треба да се вложи во овој сегмент и што денеска значи естетската стоматологија? Естетската стоматологија вака е најновата гранка, значи од она дел од стоматологијата, која што веќе не е само медицина, туку имаме уметност. Треба да се насочиме кон индивидуализација, кон персонализација на секој пациент. Не секој шаблон на исти заби или иста насмевка треба да го носи секој на себе. Така да таа уметност на совршенство треба самиот доктор со тоа искуство што го има, со тие обуки да го примени и да се направи максимумот. Модерната стоматологија ни нуди брзи третмани, помалку инвазивни, значи тие се полесни третмани, немаме оние екстремно као што пациентите се плашат од стоматолог, од звукот на машината, значи сите тие естетски третмани се полесни, поприфатливи и побрзи и нормално пациентите ги прифаќаат почесто. Кои се најновите трендови кои моментално ја менуваат таа ортодонтска пракса? Па не само во ортодонцијата, и во општо генерално стоматолошкиот дел, поготово и летен период каде што имаме нормално одмори, свадби, сите свечености, значи ги бараат третманите, избелувањето на забите, ги бараат третманите кои што ни се нормално битни со лушпици, винири, кај што минимално состружуваме заби, добиваме фасетки како лушпици на забите и нормално со нив менуваме боја, форма и секој сака да има нели убава насмевка. Интересни се третманите со биорегенерацијата, биостимулацијата, каде што со поголеми хируршки интервенции ние со нашата собствена плазма правиме регенерација, што сепак е тренд во иднина за третманите. Посебно сега малку по-агресивни влегуваме во оние протетски делови каде што забите нормално се изгубени, тогаш може да ги надокнадиме со компјутерско водената имплантологија и нормално порцеланските надокнади. Не може да се изостави, сепак имаме една, викаме црвена естетика, таа естетика на гингивата, затоа што гингивата е она рамката на секој зап. Ако имаме отечена воспалена гингива, сепак првенствено треба она да се сработи, а потоа да се работат и забите. Затоа имаме и резови кои што се прават на самата ласерска корекција на гингивата, гингивопластика ако е потребно, за да имаме една целосна убавина. Она што го споменавте претходно, најголем страф, најголемо табу беше нели болката која што порано беше препратена, па некогаш вадење на забите, најчесто се расипал некој заб, шеските најлесно извади го, и она што е пропуштен заб што го немаме веќе во целосната вилица, добра информација што може да се надомести. Ништо не е веќе ненадоместливо или табу тема во стоматологијата и во ортодонцијата. Затоа треба да се направи правилен план. Не секогаш мора нешто да се состружи, не секогаш мора нешто да се надокнади, да речем, може да се искористи нашето собствено ткиво, нашиот зап. Денеска технологијата оди напред, каде што техничарите изработуваат такви врни конструкции, например ни фали еден зап, соседните заби ги имаме. Имаме конструкции кои што не се стружат забите, туку може да се надополни како со пуштање на крилца на соседните заби, како кукички,
кои што се внатрешниот дел не се приметува, така да не мора да поставиме ни имплант, ни пак да го застружиме забот. Значи имаме специјално стаклести влакна се викаат како материјали каде што ми ги шинираме забите и повторно со тие композитни пломби може да направиме надоградба на забот во одреден период. Значи брза интервенција може да се направи, се случува на одмори, да се скрши. Значи ако ми вадиме зап, ако правиме хируршка интервенција, ако правиме имплант, ни треба време. Некој сака за 2-3 дена да се врати во земјите кај што работи, така да има и такви третмани. Премногу брзо оди медицината напред и технологијата овде можеби моментот на да речам покрај новите трендови, дали директно се поврзани со дигиталната стоматологија која што би ја направила таа диагностика што ја споменавте попрецизна и побрза? Па да, секој сака, значи као и за некоја фризура и естетика, сакаме да се видиме пред и после. Таа компјутеризирана дигитална стоматологија ни возможува план, например, сакаме да смениме некоја конструкција, да му објасниме отприлика каква форма ќе бидат новите заби, дали личи, значи ми имаме слика првен поставена од самиот пациент и нормално софтверски се работи. Кога ќе прифати пациентот, онда следи следната фаза каде што ми пристапуваме со една детална анализа и план. И нормално со сигурност веќе и техниката ја работи таа конструкција и самиот пациент е запознат, зашто многу е стресно и шок да не знае отприлика од свој заби, колку и да се бели, убави форма, но сепак на себе се една конструкција вештачка која што треба да се ја прифати. Споменавте дека може и брзо да се интервенира кога нели пациентот сака или нема доволно време, меѓутоа колку е важно особено и за гингивите што ги споменавте, колку е важно одреден период за се тоа да дојде на свое место. Целата интервенција да биде запазена во етапно, онака како што би било да речеме by the book. Рекламите наши се заб за 24 сати, значи интервенција за 24 сати, забот се вади за 5 минути ако не се искомплицира нешто, но сепак све е решливо. Но вистината што се случува со ткивото, со организмот, му треба време. Значи реално и по книга и по статистика да се излечи еден заб, да се заздрави, 7 до 10 дена ни треба. Така да тој период е еден период каде што имаме почетна фаза на заздравување и во тој период може сепак да дозволиме да си направиме конструкција и да ја поставиме. Но има период каде што уште толку, да речеме една недела, дена до 2, пациентот ако е во нашата земја тука да ги носи привремено конструкциите за да биде нормално задоволен, за да и ние бидеме сигурни дали некој процес зараснал како што треба, зашто знае гингивата се повлече, па повторно да имаме шуплини каде што пациентот би зборел, би шушкал, што нормално не би требало. И ако меѓувремено сме лечиле некој заб, сепак ние период кај што треба да го наполниме, да го излечиме целосно, па да го затвориме. Така. Каква улога има 3D технологијата и скенирањето во планирањето целосно на таа насмевка како краен ефект? Па тоа е се онака футуристична иднината на нашата стоматологија. Многу интересно, значи во самите ординации имаме камери, скенери кои што се многу малецки како нели едно поголемо пенкало да кажам. Немаме отпечатоци и пациентите не ги даваме со тие лажици со тој отпечаточни маси. Поминуваме околу забите и веднаш на екран си го имаме забалото, значи сликата, ротираме и ги гледаме забите, така да нормално во таа брзина и сигурност е многу подобра за пациентот и за докторот, а истовремено брзо испраќање имаме нели одма по тие електронски пошти и техниката за 5 до 10 минути ја има состојбата која што ќе треба да ја почне да работи. За разлика ако не беше тоа скенирање, тогаш ни требало некаде скоро еден ден. Така, дали совршената насмевка она по кое што, како, не знам, некоја универзална вредност трагаме сите, е универзален концепт или индивидуален пристап за секој пациент поединечно? Па веќе совршенството не е во пропорцијата, совршенството се гледа во однос на димензии као математички поим, но хармонијата е она чувство, она што се доживува. Така да се оди на индивидуализација, на персонализација, токму таа модерна естетска стоматологија не е за џаби така накажана, окажана затоа што реално треба да добиеме индивидуален пристап и секој пациент е своја слика за себе. Може да ни дојдат пациентите со слики
визуелно да ни кажат што сакаат, но ако нека особа има овално лице, значи ќе му треба можеби поовални заби ко форма, или ако е светолтено не може да биде толку бели заби, или мора да се внимава на секој детал. Треба да внимаваме пропорцијата на самото лице, на значи горна, средна и долна третина на лицето, така да ако е некоја поситна особа ми не може да направиме крупни заби, зборам во естетиката. И сепак според сликата и она што може се прави една добра средина за да имаме на крај едно идеално решение. Така, како се избира најсоодветниот ортодонски третман? И колку да кажам, пациентите пред се свесни за овие естетски опции, информирани, едуцирани, оно што кажавте, и колку го слушаат гласот на професионалецот од друга страна, затоа што едно е желбите наши, а друго е крајниот ефект и во крајна линија и здравата насмевка, здравата вилица. Ортодонските третмани значи треба да се започнат уште во помалата возраст, значи она аномалија, имаме неколку видови на аномалии, кои што уште од 7 до 14 години треба ми да ја решаваме. Но сепак малку е жално што повозрастната популација мислат ако остареле, ако направиле повеќе од 20 години на работа или студира, не треба да ги изравнат забите и дека тоа не е возможно. Јас имам пациенти кои што реално имаат по 50 години, зашто имаат луѓе што имаат збиеност, искривени заби, каде што имаме парантопатични заби. Токму таа ортодонска терапија ќе им овозможи да сето тоа се среди, затоа што некој ако има збиена и нема простор меѓу забите, секогаш имаме теложење на забен камен и нормално потенцијал за парантозата. Ние треба како ортодонти секогаш да кажеме, да едуцираме вака и во емисии, дека секогаш, се додека имаме заби во нашата уста, може да се средат. Интересно во ортодонцијата што нема само класични метални брикети, имаме порцелански тие камчиња, па сега до најновите Invisible или оние продзирни фолии, каде што се достапни. Луѓето во зависност од професијата си ги носат и на работа, или пак ако има некој сега, да речеме, интервенции, може да ги извади, па да се ги стави, така да таа динамика е веќе модерна. Ја споменавте возраста, дали возраста на пациентите влие за тоа што бараат, зошто бараат ортодонски третман? Па влие пред се, ако е некоја потешка аномалија, пожелно е да се почне во пораните периоди, но сепак ортодонцијата не е само една протеза, не е една вилица за среди. Ние во сите периоди, и во фиксната терапија, и во мобилната, имаме дополнително апаратчиња, така да комбинираме хиракси, квадхелекси, каде што доаѓаме до цепење, до ширење на непцето, каде што го добиваме тој простор. Нормално тежнееме да направиме третман без екстракција на заби, зашто многу порано, ако не се извадат два премолара горе или доле, не може некоја аномалија да се среди. Па се користат тие интермаксиларни гумички за нормално оклузијата да ја доведеме во функција, така да имаме доста алати, ситни алати, но во секој период може да завршиме соодветна терапија. Се некојаш нема све 100%, но ако едно дете веќе го добиеме до 90-95% за цел живот да е средено, тогаш е перфектна насмевка и резултатот пред се е задоволен. Так, знаете зошто ве прашав, бидејќи се почесто имаме денеска ситуација кога возрастни луѓе, например, носат протези и естетски апарати. Супер. Ефектот крајниот е исто, значи исто движење, ако одиме со класична терапија година и пола, ако одиме со слайд техника некаде 8 месеци, ако одиме со фоли исто некаде 8 месеци, забите се средуваат. Имаме, јас и во моите случаи имам пациентки кои што веќе ни стануваат и фамилија, нели она секој месечни контроли се гледаме и скептично од нивна фамилија да ме кај си ти возрасен, па не можеш да ги исправиш забите, кога ќе поминат првите 5-6 месеци, кога ќе се видат како се наредени и самите сваќаат и им е криво што тоа не го направиле во порано, да. Така да треба мултидисциплинарно да се работи од колегите, да се препрачат ке секој специјалист соодветните терапии, затоа што на исправен забен лак, значи добиена убава форма, понатака, иако се оштетени забите делумно или во возраста кај што може да се направи порцелани, многу поубав лак ќе има и поубави поставени заби. За разлика ако е тесен или оној птичи профил, нормално и забите порцелански би биле во таква позиција. Колку и техниката да ги работиме, не можеме да го добиеме тоа
перфектна насмевка која што очекуваме. Сега кога сме ке перфектните насмевки, нешто што сите го посакуваме, нели, како краен ефект, честопати се јавува поистоветување со јавни личности. Ви се случува ли сега како доктор да дојдат со некоја фотографија и да речат баш вака сакам да изгледам, некоја инстаграм насмевка што можеби не соодветствува со реалноста и она што претходно го говоревме, со физиономијата на личноста, со природните оние карактеристики, некогаш колку може да се добие контраефект? Па најчесто се тоа помлади особи и сега ми тука треба да работиме и како доктор и како психолог за да најдеме една добра средина, затоа што не секогаш на Инстаграм сликата е вистинската и нормално таа особа не со една интервенција направила таква идеална и насмевка, и изглед на лице и на се. Така да нас ни треба таа слика, затоа што ние не знаеме што, ја знам што да понудам на мојот пациент спрема возраста, спрема модерното, спрема тоа што треба да го направи сега. Кој млада особа сака да смени само боја или форма на заби, зашто да го струже целосно забот, нели? Че ги понудиме тие лушпици, можеби се делумно поскапи, но во моментот дека зачуваш нешто здраво ткиво и дека твојот зоб останува подолго, треба и да се ризикува, нели? И се понудуваат такви решенија, сепак ми мора да имаме некоја визија што сакаат, но треба да им се објасни дека нормално екстремно бели заби не е за таа возраст или пак ако има испод 18 години воопшто не работиме конструкции, соодветно само ако има некои поголеми дефекти кои што со согласно со родител може да се направат. Практично да се создаде решение именно да се создаде некоја граница можеби да ја кажам помеѓу инспирацијата од тие јавни личности и нешто што дополнително се нарекува индивидуална медицинска нега. Да, затоа што се младите нормално после пубертет све нешто ни смета, све сакаме перфекција, може секогаш, но ја секогаш ги советувам да не се брза, сега некогаш мора, ама некогаш треба да се почека. Па затоа им се понудат третмани кои што се избелување на заби ако сакаат побели, да се исправат забите. Се наоѓа решение за се. Така, како професионалец, бидејќи работите и специјалист, доктор, ортодонт, дополнително и сертифициран анти-ејджинг доктор, како лично ја дефинирате модерната, таа да наречеме естетска убавина, но пред се природна една насмевка како целосен пакет? Па, искрено кажам, како еден седм така наречени по тие симпозиуми странски, не нарекуваат едни дентални артисти, значи едни архитекти, да речем, на насмевка, затоа што не е само доктор, ние не гледаме само зоб, туку ја гледаме и целината на лицето, посебно на она долна третина, која што е и наша обврска да ја знаеме. Така да решенијата се секогаш да имаме хармонија, не само заби, да имаме правилна оклузија, функција во џваков притисок, каде што е првенствено како мене како доктор да функционира, а оној дел каде што на пример ми може да направиме перфектни заби, ама да имаме, да речеме, усници кои се дехидрирани, имаме скратена долна третина на лице, каде што имаме лик кој што делува уморно, аглите на усните спуштени, значи потребно е да се направи една целина. Ако сите тие елементи во однос на говорот, во однос на карактерот, ние додека разговараме, додека правиме анамнестички план, го следиме пациентот и успееме да направиме една целина, тогаш нормално резултатот ќе биде добар. Да, сте направиле една успешна приказна, секако со задоволни пациенти. Секогаш уметноста е во таа целина, не дека еден доктор е подобар или полош или знае поиш или не, секогаш треба да се внимава пред се во однос на анатомија и пропорции, но сепак да биде вкусно, да биде лично за таа особа. Докторка, позади вас сега не би рекла, са нескромно да не биде, бидејќи јас знам колку многу се вложувате во оваа работа и колку професионално сакате сето тоа да изгледа, бидејќи зад вас стојат и голем број на награди во оваа област. Колку е важно да се следат овие трендови, но дополнително да се следи и она што се вели здравје пред се. Важно е многу, сега ние не треба секогаш модерната естетика, не треба еден доктор да ја следи, да го наметнува трендот, но ние мора да знаеме што се нуди, мора да се едуцираме, мора да знаеме кои материјали ни се нудат, затоа што не секој материјал е добар за секого, не секој може да се случат и алергиски реакции, може да се случат материјали кои што не е за популацијата кај нас. Трендовите ги имаме, ги носиме тука, но сепак ги редуцираме и ги применуваме според потребите. Едукацијата е битна затоа што таа ни е цврстина и сила што нас не надградува, затоа што без таа едукација ние не можеме да постигнеме таков резултат.
Интернетот е едно, но кога ќе опипаш и кога ќе пресечеш и кога ќе исечеш сам со својата рака е друго. Така да тогаш задоволството на резултатот на крај заедно поврзано со техничкиот дел не прави, значи, успешни и целосни и нормално мотивирани за понатака. Така, и автентични. Секако, секој како велат, кога го бира својот стоматолог, споменавте и пред малку, више практично го смета како за многу свој близок, како за свое семејство, затоа што мора во однос на таа комуникација, нели, да се добие на крај еден убав ефект. Споредбено, еве, можеби бидејќи долго време го работите, меѓу првите во однос на таа и естетска стоматологија и на антиејџинг програма, што денеска значи целокупно таа естетска стоматологија, ако ја земеме наназад во споредба еве со 10, можеби 15 години? Каде сме ние, каде се наоѓаме? Ние сме добро се рангираме на листата, затоа што ние сме сепак балканскиот дел прифаќаме и зашда не. Но тој тренд на естетска медицина и естетска антиејџинг медицина исто наметна малку префорсирање, преголем волумен, предоминанција, но сега гледаме дека сите тие исто семинари и конгреси што ги следиме и пациентите од нивните земји што го бараат, се насочуваат кон биоревитализација, кон стимулација, значи имаме третмани кои што се за освежување, за рехидратација, третмани кои што нуди нешто од себе, значи плазмата ми ја имаме во нашето тело, само треба соодветно да се преработи. Таа не е само во естетиката, во антиејџингот за подмладување или она Дракула третман што е познат по светот, многу ми ја користиме во поголема екстракција во рана, токму кога правиме импланти, кога ќе екстрахираме некој дел од ткивото, кога ќе се вметне тој плазма систем натре, имаме поголем фактор на раст со поголем број на клетки за зараснување, што е бенефит. Луѓето многу ретко го знаат тоа. Сепак кај нас мало доминира естетиката, а естетиката во стоматологијата отпусти страф од таа машина и тие анестезии некако се елиминира. Но сепак целината е да се добие лице кое што е хидрирано свежо, не надуено, не изопачено, значи треба да биде автентично, треба да биде вкусно и реално да некој помине покрај тебе ти каже нешто си сменил, ама не знам што е. Тоа е најдобриот резултат. Не као секој втор да примети, да, ти имаш вештачка насмевка, имаш порцелански заби, затоа што претерано се направене бели заби, или пак крупни доминантно, реално имаме ние боја на клюжна бои, каде што ќе одиме на побела нијанса, но нема потреба. Ако некојаш сакаме да смениме, тоа ништо не е вечно, може да се тргне таа конструкција па да се смени. А исто и со тие естетски третмани, најбитно не да пополниме некој дефект на лицето кој што треба, ако е нормално, другото е да се одржиме, значи таа убавина да трае подолго, а не моментално и нормално да имаме лош фидбек. Така, и да ги следи конструкциите, би рекла, нели, на лицето. Секој сака да изгледа посвежо, секој сака да нема уморен изглед, како што и сме биле на тие 25-30 години. Не треба нас јагодица да се направи со 1 милилитар, например 0,5 со 0,5. Немаме потреба некојаш према возраста да имаме од 2-3 кубика, што реално секој би те приметил, а и не личиш, не си бил ти таков. Така, да се задржи автентичноста, нели, на ликот, а тоа пред се треба да зрачи со здравие и со убавина и со еден естетски убав лик кога ќе се погледне. Точно, и најчесто таа долна третина, каде што ми имаме скратена долна третина, аномалични пациенти, сега колку и да направиме и исправени заби, ортодонски или порцелански заби, без разлика, ако имаме скратени, ни треба неколку милиметра да добиеме волумен, да го отвориме тој дел, се работи долната третина, така да неизбежно е и е врзано, не е дека нешто ми е екстремно друго нешто правиме. Така, да направиме нешто што ќе се базира на здравие, но ќе зрачи и со самодоверба и со квалитетен живот. Докторка, ви благодарам многу што бевте заедно со нас. Убаво споменавте на самиот почеток, летото е можеби поголема инспирација за сите нас, кога сакаме како една заедничка целина да имаме и убава и здрава насмевка, а секако во тоа им помагате вие професионалците. Точно, јас викам секојаш да се грижите за своите заби, не само еднократно, долготраен процес е, таа грижа доведува до убавина, до љубов кон себе и сепак здравието пред се. Така, ви благодарам многу што бевте дел од оваа емисија. Почитувани вам, ви благодарам што бевте заедно денеска со нас во ова
прво понеделнично издание на емисијата Студио 10 на телевизија 24. Јас ке ве поздравам, бидејќи до крајот на неделата веќе го завршуваме циклусот на емисии. Секако од септември ќе се дружиме повторно заедно со вас, но останете на програмата на телевизија 24, бидејќи за кратко следуваат вестите, а во продолжение нели и сите содржини кои што ги има нашата телевизија. Ви благодарам за вниманието, имајте убав ден.